Здраво, ова е 407-мото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Хил од Јанко Маса, во кој станува збор за Томи, прилично нестабилно 19-годишно момче кое ужива во дрога, забави и насилство. Откако е разделен од своите пријатели насреде пијанство, тој ќе биде киднапиран и се буди затворен во подрумот на една оддалечена куќа во Јоркшир, во која живее многу чудно семејство кое има намера да го држи на синџир и се обиде да го репрограмира, односно рехабилитира со помош на соочување со последиците од неговото непримерно и недолично однесување по цена на неговата слобода. Се надевам дека нема да настане забуна со именувањето на филмот, но за секој случај да ја направам дистинкцијата уште пред да ги искористам алатките за анализирање. Оригиналниот наслов на филмот е The Good Boy, што при дистрибуцијата во САД се појави постоечката можност за настанување на забуна со веќе актуелниот филм со слично име Good Boy, иако сосема поразлична е семантичката примена на насловот, каде филмот на Комаса се буквализира принципот на станување добро момче со сила, а Good Boy се користи како фраза за милно обраќање кон куќето кое го предводеше филмот за неговото поимање на надоаѓачката смрт на неговиот собственик во хорор филмот. За да се направи уште поголемо дистанцирање на двата филма еден од друг, се услови да се именува делото на Комаса за американската публика и потреба Хил, што е сепак поблиско до процесот на заздравување на протагонистот, а до некаде и семејството кое го заробува. Имало дури и предлог да се нарече и Bad Boy, ама тоа, иако е аналогна на сцената со ќотекот од филмот, губи на суштина со својата директност. Штом установивме дека во овој филм нема да најдете кучиња, тогаш да се фокусираме на луѓето во кадрите, оковани за синџири, железните и метафоричните. Во свет во кој се тргува со вниманието на младите на социјалните мрежи од корпорациите, арогантните самобендисани момци своеволно ги поставуваат снимките на интернет, бидејќи се доволно арогантни да се фалат за злоделата јавно, мислејќи дека се фраери со тоа, практика која сме навикнати да ја гледаме и кај нас со снимените дивења на улиците, така што не ни мора да копаат заробувачите по материјал, бидејќи доброволно е јавно објавен и за истиот нема ни осуда, ни криминално гонење, доколку се крши закон. Сепак, младината која постојано сака да глуми жртва, убаво е еднаш да стане жртва на сопственото однесување, па да види што значи да си роб. Хулиганството е една сеопшта болест од корпусот на девијантни појави на денешницата, која најчесто ги инфицира младите кои сметаат дека токсичната машкост е здрав начин на себеизразување, не водејќи грижа за штетата предизвикана од немарните и небулозни дејанија. Меѓутоа, кога ќе се инволвираат себеназначените воспитувачи, надвор од установените постулати на дисциплинирање во домот и на училиште, доаѓаме до преодредени функции на господари и слуги и отворање на прашањата за моралната исправност на чинот. Ајде сега да се подсетиме на Кюбриковиот A Clockwork Orange и ја повлечеме алузијата со насилната преобразба при методологијата на изложување на насилните призори, а доколку веќе милувате да гледате поблиска насилна воспитно-образовна дисциплинска мерка, го имаме балканското христијанско тепање кое е излезено од рајот во оче наше од Горан Станковиќ. А во филмот на Комаса, трансформацијата е овозможена со пишаниот збор, односно наивната моќна промена на белетристиката и изучување на комплексните емоционални состојби на ликовите, па со секое поместување на границите меѓу опозитите на доброто и лошото и спознавање на мноштвото на матни стадиуми помеѓу, наводно може да се стекне доверба во новото семејство која ќе биде наградена со миграцијата од подрумот во останатиот дел од домот. Иако Комаса ги разработува проблематиките на дисфункционалните семејни заедници и нивното реструктурирање, како што е случајот со овие киднапирани членови, се наметнува потребата од некаква организација која подразбира семејни ручеци и заедничко гледање на филмови. Во филмовите на полскиот режисер скршени се семејните портрети на навидум идеалните семејства, односно тие што ја проектираат фасадата на идеалот за себе, како некаков симулакрум на подреденост и хармонија, наспроти кој се појавува разјарената младина, пуштена од синџир, буквално, која треба да се стави под контрола и подлегне на реформирање,
за општо добро. Сепак, оригиналното семејство на Томи и само по себе е фрактурирано. Пријатно бев изненаден кога се појави ликот на куќната помошничка Рина, за која се посочи дека е со македонско потекло, дојдена во Британија за да стекне парче леб, само што кога се извика во филмот "Не плашете се, Рина", се запознавме и со членовите од незиното прилично неидеално семејство, од кое би бегала ако е подкрепено со насилство, доволно сугестибилно од односот кој го има Рина со нив. Добро, македонците кога одат странство, работат што ќе им се даде и премолчуваат неправда за свој интерес, така што прави се тука сценаристите Бартек, Бартошик и Накаш Калит. Токму во соодносот со неа и од страна на таткото дознаваме каков е подредениот и во ситуацијата уценувачки пристап кој го наметнуваат на доселениците кои избегале во подобар свет, компромитирачки однос со туѓинци кој ми беше близок и со I Came By на Баба Канвари, а занимлива е паралелата со изборот на филмот во филмот кој се гледа, прекрасниот јоркширски кес од Кен Лоуч за младото момче кое си го бара своето место во заедницата, налик Томи Наш. Сличност може да пронајдеме и со Корпус Кристи за лажливиот свештеник кој бара втора шанса во животот. Тука втората шанса Томи ќе ја искористи за да донесе нови потенцијални жртви кои би подлегнале на процесот на насилна рехабилитација, сметајќи дека нивниот живот е вон колосек и треба да присвојат нови мерила. Стивен Грем и Андреа Рајсборо имаат на располагање ликови со емоционална екстрема помеѓу кревкоста и суровоста и плејада на итерации помеѓу, кои неретко ги користат за да се наметнат како господари на судбината на Томи, а на Ансон Бун не му преостанува ништо друго освен да го одглуми животното, кое е скротено од нивната страна. Можеби во овој филм Комаса најблиску дојде до универзумот на Лантимос и поимањето на насилството, но мене поголема сродност неговиот филм ми има со неколку торчер хорор филмови кои се појавија во 2000-тите, каде исто така беа насилно присвоени туѓинци за да бидат дел од семејството во кои не припаѓаат. Најблизок е можеби британскиот Mom and Dad, потоа австралијанскиот The Loved Ones, па ајде да речеме дека насилно цивилизирање имаше во The Woman, а ако се навраќаме наназад во филмската историја ќе дојдеме и до Мизери, Дерфан, Боксинг Хелена. Композиторот на Nocturnal Animals, виолончелистот Абел Коржениовски од класата на Пендереки, наменски ја имплементира неговата свита и за да обезбеди сентимент кој е во линија на меланхолијата на ликовите, но и да ги засили трилер архетипите, така што добиваме ламентирачко пијано наспроти гудачката свита која во ниту еден момент не е прекумерна за волуменозно да го надвладее тензичното действие. Напротив, умесно е најдено незиното место да биде комплементарна. Со Михал Димек имав можност да се запознавам пред некоја година кога дојде во Битола со филмот The Girl with the Needle, а претходно ги сними Ио и Свет, така што имавме можност да сведочиме како се создава нов мајстор на полската кинематограферска работа пред нашите очи, но без разлика што е одличен естет, мора да се соочи со слонот во просторијата, односно синџирот, и да изнајде агли во кои сакале или не ќе биде присутен, а сепак да се доволно широки или блиски за да се доловат саканите емоции на изолација и загрозеност. Монтажерката на Ламб, Агнешка Глинска, е уште еден исклучителен играч во тимот кој многу добро знае да го сосредоточи течението на филмот, за да не остави преголем простор меѓу сцените додека издишува делото, за при тоа да се изгуби интересот на гледачот за действието, а со повремените постојачки закани и обиди за бегство да го провоцира гледачот да остане приврзан за судбините на Томи и семејството, без разлика што може да издржи кратење од некоја минута овој филм. Така што најдоброто од Полска беше ангажирано за работењето на Хил. Несомнено дека режисерот Јанко Маса низ годините стана еден од моите најомилени модерни полски режисери, о квалификација за која самиот е заслужен, бидејќи со неговата конзистентна, квалитетна филмографија го потврдува моето тврдење. Веќе два пати е афирмиран во епизоди во Видеологија, односно со филмовите Корпус Кристи и The Hater, кога ви говорев за неговите први остварувања, а минатата година се проба на американското тло, снимајќи го трилерот Anniversary, во кој овој пат носителка на ентропијата беше Фиби Дайневор, која ја глумеше новата девојка која ја носи синот на годишнината во бракот на неговите родители, која со незините убедувања поседува моќи да го разори среќното семејство и скрши на мали парчиња.
Во иднина планира да се посвети на адаптирање на историскиот биографски филм The Noise of Time, во кој со помош на Аугуст Дил и Андреа Рајсборо ќе се обиде да ги опфати животот на композиторот Шостакович, кој спасува жива глава во сталинистичката ера, обидувајќи се да си го одбрани артистичкиот интегритет на неговата уметничка творба. Потоа хорор филмот со елементи на фантастичното во себе Баладина, што може да има алузии на полската Макбетовска кралица или да биде сосема ново сценарио, неврзано за словенската кралица, како и негово инволвирање во ТВ сериите The Hater и Different, за кои немам податоци во која развојна фаза се, и уште еден полски филм кој се асоцира со него, Shine of the Sun, па ќе видиме што од нив ќе биде најскоро реализиран. Што и да е, со нетрпение чекам, затоа што Комаса е режисер кој не се плаши да погледне во амбисот и да ги согледа поганостите за кои човекот е подготвен да ги направи, за да ја засити нарцистичката потреба која е славена во ерата на егоизмот на сметка на туѓото страдање, најчесто на најблиските. Мислам дека Комаса е мајстор за лоцирање на перфидната злоба, која ако е навремено засадена и одгледана во идеалната средина, може да уништи целосни човечки заедници. Мора да се даде заслужено признание за актерскиот перформанс, поставеноста на ликовите и бизарната приказна, која ќе го заинтригира секој гледач, но сосема друг дискурс е дали бегството од поробеноста е дораснато на ниво на идејната концепираност на ситуацијата, дали е доволно доловено делотворноста на процесот само со погледнување на нова жртва или последиците кај томи треба да се поочигледни. Мислам дека Комаса можел да биде порадикален и нагази хорор началата. Колку ми напоминале претходно низ процесот, колку ми ќе следат. Доколку одзумираме од нуклеусот на семејството, колку еден доктринарен режим со сила може да ги наметне своите максими врз народот како целина. Филмот имаше својата премиера до самијата година на фестивалот во Торонто, а потоа беше награден во Ваљадолид и Рим и беше прикажан во Гетеборг, без разлика што е драма зачинета со хорор елементи. Сметам дека требаше да се пушти и на жанровските фестивали, затоа што таму публиката ќе можеше да ги препознае жанровските чинители и даде нова перспектива во гледањето на филмот, но тоа е работата на дистрибутерите Henway Films и Magnolia, а судејќи според најавната шпица со 12 дополнителни фондови и продукции, може да заклучиме дека составувањето на буџетот воопшто не бил едноставен процес. Филм во кој се става на тест човечката способност за согледување на сопствената деструктивност и можноста за преобразба во битие, кое со доаѓањето до согледбата за нанесувањето на штета на другите, ќе ја плати со својата слобода. Возможно е тој поглед во огледалот да го смени тој што го гледа во него или не. Ако морам да го евалуирам, тогаш Хил од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 407-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го канал. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарност на вниманието. Поздрав!